Градоначалникот Иван Франков, градоначалник на Гевгелија, и да најавам дека секоја среда во една општина во утринскава програма во Кафе Дилема ќе се представи со своите проекти кои што ги реализира, а вие, драги наши гледачи, ќе можете секако да учествувате со своји прашања. Добар пат за вас и за вашиот тим, се враќате во Гевгелија. Така, а ние продолжуваме со реклами. Храната е лек, лекот е храна. Осумка. Лекување со храна. 19 часот и 30 минути. Секоја среда на Алфа телевизија. Сонцевата страна на градот. Сан Сити. Новите вина од винарија Сковин. Успешната приказна продолжува. Во вториот луксузен центар за убавина Афродита С, рај за сите ваши сетила. Разгалете ги телото и духот со волшебствата кај нас. Афродита С, 15 години верни на убавината. Знаењето е богатство. Време е и вие да бидете богати. Затоа повелете да учиме англиски и германски, италијански и француски, грчки и албански. Дојдете во Работничкиот универзитет Гоце Рацин Скопје. Телефони 3163 413 3163 318. Мајсторот на мелодичниот транс и дефинитивно број 1 миленик на скопската публика повторно во Скопје. Саламаска, 25 септември, Скопски саем. 4-часовна презентација на најновиот материјал. Билети во предпродажба во Југотон. Да ја започнеме новата сезона на одлични журки со Саламаска, промовирано од Digital Dance. Доктор Овболи, најновата балетска представа за најмладата публика, за вашето неделно матине. Доктор Овболи, прекрасна приказна, раскажана низ кореографија и режија на прославениот балет мајстор од Русија, Михаил Крапивин. Доктор Овболи, со солистите и ансамблот на македонскиот балет. Недела, 26 септември, почеток 12 часот. Часа има во неделата. Со 168 часа се случуваат многу економски настани. Статистиката пресметала дека неделно во Македонија се отвораат 800 компании. На бирзата поминуваат 500 трансакции, во буџетот се слеваат 38 милиони евра од даноци. Информации за проценти и падови, прогрес и регрес, бизнес и економија. Секој четврток во 20 часот дознајте ги економските актуелности во Маркет 168. Светскиот шампионат во Формула 1 продолжува со трката во Сингапур. Со првата ноќна трка сезонова почнува расплетот во битката за шампионската титула. Големата награда на Сингапур ексклузивно на Алфа, саботните квалификации во 16 и трката в недела во 14 часот. И оваа сезона сите возбуди на F1 трките, овозможени од Стопанска банка АД Скопје, на ваша страна. Еве и на крајот од денешното издание на утринската програма, само да потсетам дека денеска е меѓународен ден без автомобили, значи ако имате потреба од превозно средство, користете велосипед, ако го немате, има пунктови во Скопје каде што може да се изнајми, еден час чини само 10 денари, или пак ако дестинацијата не ви дозволува да возите велосипед за да стигнете на работното место или онаму каде што сте тргнале утрово, користете го јавниот превоз.
како и да е, оставете ги автомобилите дома. Денеска мораме и ние да се придружиме кон сите оние земји кои што го одбележуваат овој ден. Најмногу нам ни користи, бидејќи ќе се заштитиме од оној воздух кој што е исполнет со чад и со гасови. Денеска барем да си дозволиме да дишеме чист воздух. И на крајот од утринската програма, како што почнавме да практикуваме во новиот циклус, гостинот кој што ќе биде практично прв во емисијата Портик по 9 часот, по вестите во 9 часот, еве го и кај нас. Добро утро за Лидија Попчева, психолог, психотерапевт. Добро утро. Вие доаѓате од Неуромедика, таму се вашите пациенти, со нив таму се гледате. Во емисијата Портик ќе зборувате за еден синдром со необично име, burnout. Тоа е странско име, но јас предпочитам наши имиња, па еве ќе ми кажете како најава за разговорот кој што нашите гледачи ќе го проследат во Портик, што практично е тој синдром, без објаснување, значи само да начнеме. Да. Мене ми е драго што предпочитате наш израз на тој синдром, и јас тоа го предпочитам. Значи станува збор за исцрпеност, односно хроничен замор или работна исцрпеност. Има ли многу такви луѓе? Премногу има, можам одговорно да кажам, затоа што секојдневно во мојата професија се среќавам со луѓе од различни работни средини кои што се повеќе и повеќе се жалат на исцрпеност од работа. Таа исцрпеност од што произлегува? Од работните обврски или комбинација со домашни? Комбинација. Тука се работните обврски,